Добро вечер, храбри луѓе, добро вечер, соборци, добро вечер, кочани. Го знаете она, многу пројде, малку остана. Многу издржавме, уште малку остана. Таа изрека ни стана како добар ден, затоа што им се ближи крајот, драги пријатели. Од ден на ден се поцврсто и поцврсто си го бетонираат поразот. Се што кажа, се предомислија. Ни една гатачка, ни бајачка, ни магични трикови, ништо не може да им помогне, ништо не може да ги спаси. Ни ветуваа да избереме дела, а останаа само празни зборови. Ни викаа дека остваруваат, а всушност нашата земја стана земја во која што граѓаните се на работ на сиромаштијата. Ни ветуваа преродба, а глава не можеме да кренеме од задолжување. Времето им истекува. Уште неколку дена има до исполнување на оној рок кога Уставниот суд мора да ја потврди уставноста на специјалното јавно обвинителство. Време е криминалците да си се соочат со правдата. Време е корумпираните да одат во затвор. Време е да ни се врати достоинството на нас како луѓе, затоа што ние не сме човечиња. Време е да си ја вратиме и слободата, и демократијата, и правдата, и време е за промени. Конечно доаѓаат промените. По сите ранг листи, по сите статистики не убедуваат дека сме биле или први во светот, или меѓу првите 5 во светот и во Европа. Да, вистина е така, меѓу првите 5 сме, ама од дното па нагоре. Ако е се така убаво, ако напредуваме буквално во секој поглед, зошто толку луѓе се одселуваат од нашата држава? Тоа веќе нема да го дозволиме. Ем ке си ја вратиме слободата, ем ке ги вратат и ке си ги вратиме ние назад, всушност сите украдени пари од нашиот джеп, ем ке ги вратиме нашите другари, нашите браќа, нашите сестри, нашите пријатели назад во сопствената татковина. Шарената револуција, верувале или не, ни цела Македонија не охрабри, не освести, не сплоти по сите основи и не мотивираше заеднички за Македонија, за слободна, за храбра Македонија, за наша Македонија. Наоѓаат милион начини да не замолчат, да не предумислат, да не заплашат, да престанеме да протестираме. Ако протестираш, веднаш ти праќаат инспекција. Ако ги фарбаш, ако ги боиш корумпираните институции на системот, веднаш притвор. Ако јасно и гласно вака зборуваш, казна, рекетирање, реваншизам, дисциплинирање. Ако се бориш за слобода, тогаш си веќе хулиган. Да ги поздравиме од хулиганите. Секојдневно алармираме веќе подолго време дека треба чист избирачки список, дека треба реформа во медиумите, дека треба влада која што сериозно ќе спроведе фер и демократски избори. Тие велат криминална аболиција. Ние истрајавме во овие услови. Тие се нашиот бетон. Нивниот бетон стана стиропор. Стиропорот попука. Крајот им доаѓа, порази нижат од ден на ден, секој ден. Сака да закрват брат со брат, другар со другар. Ама тоа не им успеа, тоа нема да се случи. Бидејќи зборот е збор, мислата ни е чиста, ќе има правда и ќе има мир. А до тогаш нема правда и нема мир.